Живот без насилство. Ова е мотото на кампањата 16 дена против семејното насилство. Истата ја спроведува организацијата на жени заедно со локалната самоуправа, од каде велат дека во функција е бесплатното советувалиште. Според анализите, голем е бројот на пријави на насилство и тоа најчесто врз жените. Можеме конкретно да кажеме дека насилството е присутно, имаме пријавени случаи. Во последнава година не загрижува бројката на жени што го пријавуваат семејното насилство, меѓутоа тука сме ние во рамките на нашите надлежности колку што можеме да помогнеме на овие жртви. Нашата адвокатка при канцеларијата дава бесплатна правна помош, така да тоа што е во рамките на нашите можности ние го правиме. Оваа канцеларија која се наоѓа во местната заедница Трајко Панов, покрај Велес ги покрива и општините Чашка и Градско. Во последно време се поевидентни се случаи на насилство врз стари лица. Е семејно насилство, во повеќе случаи е психичко и физичко насилство, меѓутоа не смееме да премолчиме да кажеме дека насилството има насилство и врз старите лица. Така да ние имавме во изминатиот период и една трибина со пензионерите од нашиот град, токму на таа тема. Обично тука се насилници се јавуваат синовите, внуците, се работи за финансиска материјална помош и така. Во кампањата се вклучи и Комисијата за родова еднаквост која функционира во рамки на општина Велес. Овие активности се само дел од нивниот оперативен план за работа. Кампањата почнавме веќе во текот на минатата недела, бидејќи ова се 16 дена против насилството врз жените. Веќе почнавме со кампања во руралните средини. Веќе минатата недела имавме промоција на овој настан во село Оризари, каде што им беше прикажано преку Центарот за социјална помош кои се можностите на жените доколку се најдат во таква ситуација, кои се можностите финансиски да станат стабилни, односно која е помошта која што ја нуди Центарот за социјална работа. На денешната трибина во рамки на кампањата своји обраќања има и представници на Министерството за труд и социјална политика.